Нов излез од градот за Ѓорче Петров на барање на жителите од општината ќе стане реалност. Надлежните велат дека станува збор за голем проект кој ќе чини најмалку 10 милиони евра. Тоа значи нов пат од крајот на Илинденска покрај Бунарите и Лепенец до село Орман и обиколницата. Почетокот на градежните работи ќе почне со комплетирање на целокупната документација. Изјавија од град Скопје на денешниот стручен состанок на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, со дел од градоначалниците за реализација на проектите што ги побараа жителите за време на теренските посети. Крупен проект, капитален проект. Капитален, минималната вредност ќе биде 10 милиони евра, така да согласно финансиските можности некаде после 2018-2019 би пристапиле кон Да, тоа е крупен проект, треба време за тоа. тоа. Иначе е многу важен проект. Но стварно. треба да почне да се подготвува. Имаме сообраќајна студија подготвена, значи како би изгледало тоа. Мислам дека ќе може таму следната година на крајот некаде да почнеме со сообраќајен проект, па понатаму инфраструктурен, али некаде пред 2019 навистина е многу. Градбата би почнала 19-та некаде. Добро. Само Заботираме, да. Општина Ѓорче Петров ќе добие и ново средно училиште. Кочо Рацин по увидот од Министерството за образование не може да биде подлежа на реконструкција и затоа ќе градат комплетно нов објект. И Волково ќе добие нова градинка. Изградба на градинка во село Волково, во објект кој е во нерачистени односи меѓу Телеком и Вода. Председателе, се обидовме да го земеме во владени лист пак на користење објектот кој што беше во пола собственост на Македонски пошти, пола на Македонски Телеком, меѓутоа таму се отвори, како што кажа градоначалникот, во Волково пошта во еден дел од објектот и немаме можност да го добиеме останатиот дел од објектот, затоа се договоривме да најдеме локација што е државна собственост, како што ми информираше градоначалникот, најдена е локацијата. Следна фаза е да одиме на влада општината, треба оваа недела да достави информација за да земеме корисничко право на локацијата, потоа Министерството за труд и социјална политика ќе проектира градинката и планирано е во 2017 да ја реализираме. Она што го ветивме, ќе го направиме со градоначалникот, дадовме рака пола да ги покриеме трошоците и заеднички да го финансираме објектот, така да ќе го тераме проектот. За младите во Кичевско Другово ќе биде изградена спортска сала, а граѓаните побара и дефектолози во училиштата. Од ресорното министерство информираа дека во Кичево во сите основни училишта ќе бидат вработени дефектолози и 2 во средните училишта колку што побарале. Но овој проблем системски го решаваат на ниво на држава. Се обезбеди 131 согласност, 70 веќе се завршени и пријавени дефектолози во училиштата, останатите треба да се завршат заклучно со септември месец. Конкретно за општина Кичево добиена е согласност за сите 4 основни училишта и две согласности за дефектолог во средните училишта, соодветно на пријавените побарувања од страна на училиштата. Јас како што се сеќавам од вуката беше сите невработени дефектолози да се вработат, бидејќи има голема потреба. Да. А нема толку многу дефектолози колку што има и потреба. Точно. Покрај за поголеми инвестициски зафати, градоначалниците го информираа Груевски дека ги решаваат и комуналните проблеми за кои се пожалија жителите на теренските посети. Нови улици и канделабри во Карпош, водоводни и канализациони мрежи во Ѓорче, како и достапност до здравствена заштита во местата каде досега немало матичен лекар.